Добро вечер. Четврток 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Евто, почитувани гледачи, вие сте на истинското место. Зошто, бидејќи во наредните 50 на минути вие и јас имаме право да знаеме вистината. А вистината е суштински потребна во овој момент за Република Македонија. Во изминатите две емисии имавме интервју со Лјупчо Ѓоргиевски, кај што кажавме суштински работи. Суштински работи од минатото, од сегашноста и за еднината на Република Македонија. Беа кажани толку многу работи, што ми се чини дека еден голем дел од поентите во тие две емисии или интервју со Лјупчо Ѓоргиевски во трајање некаде околу 2,5 до 3 часа, не беа разбрани од македонската јавност. Всушност беа кажани работи кои тумбе има свртони македонската и бугарската јавност. Повеќе од 200.000 прегледи има тие две емисии за неполни 7 дена. Што значи дека ние целта сме ја постигнале, гледаноста е постигната и сега треба да следи еден период кога тоа што е кажано треба да биде преджвакано, соджвакано, да биде абсорбирано и врз база на тоа да може да се влечат одредени потези во иднината, врз база на тоа што сега ни се случува, тоа што ни се случува или тоа што ќе се случува. Вечерва имаме една емисија или едно досие која јас го нарекувам со работа наслов најстрого чуваната тајна на поранешна СФР Југославија, кај што дообјаснуваме делови од интервјуто од емисијата со Лјупчо Ѓоргиевски, отвараме едни сосема нови погледи како делувале ЦИЕ и британските служби во еден процес на формирање на македонската држава. Тоа е интервју со Љубиша Ристич, поделено во две емисии. Во првите 36-37 минути всушност откриваме како се воспоставени првичните релации на американските тајни служби и на британските тајни служби со Јосип Броз Тито. Останете со нас. Погледнете прво 7 до 8 минути одредена политичка анализа на неколку 3 или 4 клучни настани што се случили или ќе се случат, бидејќи веќе 4 или 5 недели немаме направена политичка анализа, ќе искоментираме некои битни настани кои се поврзани со Република Македонија, па ќе има еден дел на интервјуто со Лјупчо Ѓоргиевски кој ќе го објасниме, некаде 37 минути интервју со Љубиша Ристич, вториот дел, одличен дел, ќе го емитуваме во недела во 22 часот. Гледате дека целата битка на политичката сцена во Република Македонија се води околу Талав Џафери или барањето за интерпелација, поднесеното барање за интерпелација на Талав Џафери од страна на ВМРО ДПМН. Зошто е битен Талав Џафери? Односно, зошто е битно македонското собрание? Има една помала причина или поминорна причина, а тоа е дека во македонскиот парламент треба да се гласа за резолуцијата со која се осудува руската агресија на Украина и ВМРО ДПМН не сака по ниту една цена да дојде на дневен ред и да каже свој официјален партиски став. Не став презентиран преку Александар Николовски, преку Тимчо Муцунски, туку партиски став зад кој стои потписот на ВМРО ДПМН и зад кој стои потписот на Христијан Мицковски, каков е ставот на партијата во однос на руската агресија во Украина. И тоа е помалата причина. Поголемата причина е всушност символиката која влечи со себе Талав Џафери. Бидејќи падот на владата на Никола Груевски почнува со изборот на Талав Џафери во македонскиот парламент. Изборот на Талав Џафери во наводници е причината за упадот на 27 април на незадоволните македонски граѓани, стимулирани од Бетмен Велит и целата таа екипа, кој падна во македонскиот парламент. Многу луѓе лежат во македонските затвори поради тој упад во македонскиот парламент, за разлика од Бетмен Велит кој вели дека јас не бев таму, давав само шишиња со вода. Значи многу од тие во наводници патриоти лежат сега во македонските затвори. И Талав Џафери е символот и символиката на падот на таа влада. Затоа и рушењето на оваа влада, кој доаѓа на власт после настаните од 27 април, треба да почни со Талав Џафери. Затоа е одбран Талав Џафери, затоа му се поднесува интерпелација на Талав Џафери. Тоа не значи дека Талав Џафери нема направено одредени несмасни политички потези и гестови. Тоа не значи дека Талав Џафери треба да биде оправдан за оно псуење што го прави кон вработените во македонското собрание или македонскиот парламент, но суштината на атакот на ВМРО ДПМН кон Талав Џафери нема врска ниту со карактерот на Талав Џафери, нема врска ниту со политичките процеси кои се случуваат во македонскиот парламент, туку има врска и е директно зависен од символиката која треба да се покажи. Дошле на власт со избор на Талав Џафери, ќе паднат од власт со рушење или смена на Талав Џафери. Тоа е суштината. Во сабота ВМРО ДПМН ќе има голем митинг, како што тие го најават најголем митинг во историјата на Република Македонија. И после тој митинг ќе требало да се влезе во процес на смена на власта, нови избори и доаѓање на ВМРО ДПМН на власт.
Ако има повеќе од 50.000 луѓе на митингот на ВМРО ДПМН, ќе има повторно ќосиње, ќе палат, ќе бесат, ќе уништуваат ламбе, ќе ви се случи така натаму и така натаму. И тоа се случува последните 12-13 месеци во 4 наврати. Првиот случај беше кога победија на локалните избори, во првиот круг на локалните избори, и излега од дупките кај што беа 4 или 5 години. Ке бесе, ке апсе, ке колеа, ке тепа и така натаму се заканува. Ке видите колку е долга раката на ВМРО ДПМН. И тоа на некој начин беше ставено, беше адаптирано, ставено беше под маса. Па се случува 13 ноември кога треба да биде формирана владата, или она влада која има составено Александар Николовски и Христијан Мицкоски, и повторно излегува од фиоките, повторно ке колат, ке бесат, ке тепат и така натаму и така натаму. Не направија ништо и молчеа до руската агресија на Украина. Кога дојде руската агресија на Украина, по победата на Виктор Орбан, победата на Александар Вучич, повторно излегува од дупките кај што се наоѓаат и повторно ке колат, ке бесат, ке тепат и така натаму и така натаму. И ако сега во сабота имат 50.000 луѓе, повторно ќе фатат залет и тој залет ќе видите на социјалните мрежи. Тие ќе бидат главни, ќе одат луѓе во историјата, ќе одговарат за велепредавство, ќе ги бесат, ќе колат на плоштад и така натаму и така натаму. И тоа се случува 30 години, знаете. Имате вие СДСМовци, имате ВМРО-вци кои се традиционални, кои традиционално си гласат за едната или за другата партија. И од нив нема да слушнете ништо на социјалните мрежи. Бидејќи тоа се луѓе домакини кои се ја сакат едната или втората партија, кои се сакат левата или десната опција, си го почитуваат противникот и се почитуваат Република Македонија. Но имате една структура која се нареком рублја патриоти, кој во најголем дел припаѓа на таа опозицијска партија во Република Македонија, кои се први кои викат туа и се први кои викат тура, или обратно. И сега бидејќи беа скриени 5 години, бидејќи 5 години веле Христијан Мицкоски не го прави, ние му кажуваме, ама тој нас не слуша, сега мора да покаже дека биле поголеми ВМРО-вци од тие што биле ВМРО, кога вие се криеле во дупките 5 години. И затоа сега ќе бидат најгласни, сега ќе бидат најагресивни, за да покаже дека тие имат истетовирано ВМРО ДПМН на нивните раце уште од раѓањето. И тие луѓе сега ќе треба да се истрпат, ќе треба да им се овозможи да се изживеат со тоа што го носеле како фрустрација изминатите 4 или 5 години и биле први кои викале уа против Христијан Мицкоски, сега ќе викат први кои ќе викат ура. Ако нема луѓе на митингот на Христијан Мицкоски, ќе биде пијаница, човек кој не ги слуша, кој ја продал партијата, кој не прави тоа што тие ќе му каже така натаму и така натаму, мора да се наоѓа на доста тензична, доста кревка ситуација. Имаме судење или имаме процес кај што одземе имотот на ВМРО ДПМН, тој случај Талир, партиското седиште. Мислам дека СДСМ прави една класична грешка, треба да го остави ВМРО ДПМН, не да се пазари со ВМРО ДПМН, туку треба да го остави ВМРО ДПМН да гласа против резолуција за договор со Бугарија, да гласа или да видиме како ќе гласа за резолуција со која се осудува руската агресија, а ова СДСМ прави една стратешка грешка, ќе направи одредени судски процеси како оној судски процес или она истрага која се води со оној случај Делчевските ниви, поврзан со Евана, поврзан со луѓе од најтесното опкружување на Христијан Мицкоски, и тоа нема да биде ниту медиумски isprocesuirano, ниту пак судски санкционирано така како што ќе треба, бидејќи тоа ќе окориста за пазарење со Христијан Мицкоски кој ќе треба да гласа за некој договор со Бугарија. Не, треба да го донесете човекот до зид, освен ако не е ваша најголема инвестиција, ако не е министер за опозиција во влада на СДСМ, треба да го донесете до зид, да гласа против договор со Бугарија, да гласа против осудување на руската агресија во Украина. Иако и СДСМ покажува една драматична колебливост. Погледате Дритан Абазовиќ и Еди Рама се појавува до Киев, има средба со Зеленски, нашиот Ковачевски има многу поважна работа. Ниту Ковачевски, ниту Стево Пендаровски е разбирливо за Стево Пендаровски што не се појавува во Украина, бидејќи на Стево Пендаровски му се битни тие рублја патриоти како гласови, бидејќи ако сака да трча на председателски избори за 2 години и ако не биде поддржан од СДСМ, ќе треба да биде поддржан од ВМРО ДПМН, затоа Стево Пендаровски ќе биде против предвремените избори, бидејќи ќе сака да има во исти момент предвремени парламентарни избори за да може да прави некаква јавна или тајна коалиција со ВМРО ДПМН. И Стево Пендаровски сега ќе влезе во еден процес на амнестирање на луѓе поврзани со 27 април така натаму и така натаму. Меѓутоа непојавувањето на Димитар Ковачевски во Украина е драматично погрешен чекор, бидејќи на тој начин Ковачевски покажува страв од тие рублја патриоти, од тие руски ботови кои владеат со социјалните мрежи во Република Македонија. На тие луѓе не треба да им покажете страв, во моментот кога ќе покажете страв, тие ќе ве згазат.
Нив треба секогаш, во секоја прилика, во секое време директно во лице да им кажувате: дечки, вие сте платени како рублја патриоти. Вие сте штетни за Република Македонија. И Република Македонија, ако сака да оди напред, треба да ве минимизира, да не слуша што пишувате, да не слуша каква хистерија правите на социјалните мрежи, бидејќи од таа хистерија прво сте вие контаминирани, па ги контаминирате тие што се околу вас и на крај контаминирате државата. Гледате што се случува сега во Бугарија. Едно драматично растурање на бугарската политичка сцена. И тоа ви го кажав пред 2 години, кога бугарите го ставија првото вето. Дека Бугарија ќе поминува низ еден драматичен процес на внатрешно трулење, на внатрешно тонење, внатрешна една драматична анархија која ќе се случи. Една влада, втора влада, трета влада, едни избори, втори избори, трети избори. И тоа е драматичен конфликт кој постои во бугарското општество на проамерикански или на прозападен дел и на проруски дел. И сега на секој му е јасно тоа што сум го говорил 6-12 месеци, дека зад бугарското вето стои Руската Федерација, како што Руската Федерација стоеше зад грчкото вето некаде пред 30 години. Тоа се традиционални врски, тоа се традиционални односи, па погледнете кои 3 држави најмногу го кршат, или бродовите на кои 3 држави, или бродовите кои се регистрирани на име на тие 3 држави го кршат најмногу нафтеното ембарго кон Руската Федерација. Бродови на Кипар, бродови на Грција и бродови на Малта. Бугарското општество е раскомадено на 2 дела, проруски и проамерикански дел. Тоа сега се случува во Република Бугарија. Гледате, тамо во основа е можно да се најде договор само ако на власт биде некоја комбинација на Кирил Петков и на Бојко Борисов. Партијата на Бојко Борисов да ја даде својата логистика, да му биде гарантирано на Бојко Борисов дека нема да биде санкциониран, дека нема да биде апсен, а да се тргне лидерската позиција на ГЕРБ, бидејќи стравот на Бојко Борисов или става знак нееднаквост помеѓу неговото останување на чело на ГЕРБ и неодењето во затвор, бидејќи кога сте лидер на опозиција, вие може да не сте премиер, но можете исто така да се пазарите со власта. Да оценувате дека ако заврши лидерот во затвор, дека нема да дадете одредена подршка при гласање во бугарскиот или било кој друг парламент. Единствено влада составена од Кирил Петков и Бојко Борисов може да обезбеди решавање на македонско-бугарското прашање. И тоа е она што сега го прави Бојко Борисов. Сака да ја сруши власта за да се направи нова власт во која ќе биде партијата ГЕРБ и партијата на Кирил Петков. Тешко е дека тамо ќе се наоѓаат одредени решенија кои ќе бидат прифатливи за двете држави. Гледате како длабоките држави Бугарија и во Република Македонија се активираа, но нашата длабока држава во споредба со бугарската длабока држава е мало дете. Овие тамо му извади афери, пари, швалерки на Кирил Петков. Што не направија? Читете што се случува, папазијанија се случува во Бугарија. Бугарија ќе поминува низ еден драматичен процес на расколи на политичката сцена. Се она што Бугарија го има истрошено, го има изедено, секој треба да го плати. И тоа сега се случува. Дури јас не сакам да го трнат ветото. Сакам да влезат во еден процес кој ќе им блокират средства, кредити, донации, кој нема да може да си платат нафта, кој нема да може да платат газ, кој нема да може да ги платат младите брачни парови, кој ќе дојде во банкрот бугарска држава. Бидејќи единствено кога вие ќе дојдете во банкрот, почнувате рационално да размислувате. Се додека имате пари и се додека можете да се фалите, да се силите со тие пари, ве нема да решите ниту еден проблем. Во моментот кој ќе ги секнат парите, тогаш ќе се сетите дека треба да бидете конструктивни, дека треба да бидете кооперативни. Тоа ќе се случува во Република Бугарија, еден драматичен процес на тонење, на трулење на бугарска држава кој ние го гледаме. По кое прашање? Точно по македонското прашање. Низ таков процес помина Грција. Джефри Пајат го донесува, беше амбасадор на Америка во Украина, беше тој кој стоеше за тие настани поврзани 2014 година случувањата Мајдан, го прави Преспанскиот договор со кој се регулираат односите помеѓу Скопје и помеѓу Атина, му завршува сега мандатот, се заминува и успева целата грчка елита да ја тргне од прегратките на Руската Федерација и на Кремљ. Тоа е американската политика. И вие се годите карате со американската политика. Дали е совршена? Не е совршена. Дали американската политика е непринципиелна во однос на Украина? Да, непринципиелна. Истото го правеше секаде низ светот. Во Авганистан и така натаму и така натаму. Научи лекцијата. Сега не сака американци да војуваат за туги интереси, туку нивни војници ќе војуваат, американците ќе им дават оружје. Гледате што случува сега во Украина. Им доцнат со оружјето, што ќе рече дека сака да се влезе во некој процес кој ќе ги истоштоти украинците, кој ќе ги истоштоти русите, кој ќе биде некој процес, некоја војна, кој ќе биде некој руски Виетнам, кој ќе го троши Путин во наредните 2 или 3 години. И американците во тој временски период ќе може да ги решават клучните прашања. А клучните прашања се Пацификот,
и односите со Кина. Никош Кина не може биде суперсила, не може цивилизацијски, не може културолошки. Вие немате комуникација со Кина. Не може Кина да снима филми како Холивуд и вие да ги гледате тие филми, да се поистоветувате со нивната контрола. И исто така Кина нема генетика на војување, а нација која нема генетика на војување, која секоја смета дека противникот треба со одредена тактика, со одредени модели да може да биде совладан, таа нација не може да биде суперсила од Рим до денес, до Соединетите американски држави. Нација која не може со војна да ги решава своите проблеми, не може да биде суперсила во светот, но тоа е тема за некоја друга прилика. Овие се работите кои мислам дека требаше да се анализират. Едно 5 или 6 емисии, едно е 5 или 6 недели не бе анализирани во емисијата во Центар. Ке имаме некои анализи за една или за 2 недели. Во недела ке имаме интервју со Љубиша Ристич. Се ќе погледне дел од интервјуто со Љупчо Ѓорѓевски, кај што објаснува како Бугарската комунистичка партија учествува во процесот на кодификација на македонската нација. Сите оние тези на Захариева, на Каракачанов, дека Коминтерна, на Тито и така натаму, ја создале, ја направиле македонската нација, паѓаат во вода. 5 или 6 минути интервју со Љупчо Ѓорѓевски, после тоа интервјуто со Љубиша Ристич. Да не остане некажано. Кои медиуми ја прават најголемата хистерија да не дојде до решавање на македонско-бугарскиот спор? То се медиумите под контрола на Виктор Орбан. То се тие гулаш медиуми финансирани од Виктор Орбан. Тие прават се и ја создаваат хистеријата да не биде решен македонско-бугарскиот проблем. Андреј Ковачев тоа го отвори како прашање некаде пред 2 или пред 3 години. Рече дека ќе го праша Виктор Орбан дали намерно дава инструкции и смерници медиумите финансирани од унгарски пари да создаваат хистерија за нерешавање на македонско-бугарското прашање, и тука застана целата таа работа. Меѓутоа, очигледно е, тоа секој кој гледа, кој анализира, му е јасно дека медиумите кои се финансирани од Виктор Орбан ја создаваат таа хистерија да не биде решен македонско-бугарскиот проблем. Виктор Орбан ги рушеше санкциите кон Руската Федерација. Виктор Орбан не дозволи на црна листа да биде ставен рускиот патриарх Кирил, и Виктор Орбан прави секоја акција на Европската унија кон Москва, кон Руската Федерација, кон Владимир Путин да биде неуспешна. И Виктор Орбан со помош на медиумите кои ги финансира, со помош на еврокомесарот за проширување кој беше прв од официјален Брисел кој побара развојување на Албанија и на Република Македонија, прави се да не биде решен македонски и бугарскиот проблем. Зошто? Бидејќи за тоа вето, како што ви кажав, стои Руската Федерација и руските геополитички интереси на Балканскиот полуостров. Ѓорѓевски, ние дел на некои статуци, реминисценции гледаме сега, кога рускиот-украинскиот конфликт, едно руско влијание, руска испреплетеност. Имаме интервју со Љубиша Ристич, кој пуштам по 10 дена. Тито го сели штабот на Комунистичка партија на Југославија од Загреб во Белград, бидејќи штабот во Загреб е под контрола на НКВД, значи во целата работа, и всушност секош руското влијание е многу помалку преку Србија, секош преку Хрватска во целата работа. Да, и они тоа го нарекот источно прашање, дека македонското прашање го нарекот источно прашање, кое е клучно за решавање, нели, на балканскиот ребус. Американците тоа го разбират Ѓорѓевски. Тезата Коминтерната дека ја формира да се вратиме на Македонија. Да. Како може да ја формира Коминтерната ако Ѓорги Димитров е звезда на Коминтерната? Кога бугарското влијание, кога нашиот Шаторов е на многу повисоко рамниште во Коминтерната, а Шаторов оди да се бори со бугарските партизани за Гинова Пазарџик 44. Земската конференција единствено Шаторов му се спротивставува на Тито. Нема друг. 1940 година. Васко, тоа е сега, значи, Што сака да скријат, што сакаат бугарите да скријат? Сакаат да го скријат и не знам зашто тоа им треба. Сакаат да го скријат и јас сум спремен со бугарската историографија да дискутирам и сметам дека тоа во едно помирно време, кога ќе се тргне ветото, треба да се отвори прашање. Тоа е учеството на Бугарската комунистичка партија во кодифицирањето на македонската нација. Втор пат го спомнате. Значи, можам да ви кажам и примери. Како може да биде кодифицирана нација? Значи сега практично ќе да не бидам погрешно разбран, значи идејата за Македонија си тлее. Меѓутоа, таа нација треба да има веќе идентитетски црти, треба да има јазик, треба да има литература, треба да има историја, треба да има приказка, така? Сега, како се случува тоа? Да им објасним гледачите, да не разберат погрешно.
кога ќе се кодифицира македонски јазик со Блаже Конески. Така. То Не само таму имало 7-8 професори. Да, меѓутоа нели персонификација. И Венко Марковски учествувал во тоа. Така е. Тоа не значи дека не постои јазик. Да, точно тоа сакам. Формирана е држава, нормиран е јазикот, така, направена е граматиката така, и се вели дека е така кодификација, но тоа не значи дека јазикот не постои претходно. Имаме еден обид од Крсте Петков Мисирков со книгата. Говориме за нација како политичка творба. Како политичка творба, така е, да. Тоа се претходно народи. Така е, точно е така. Сега, имаме еден обид од Крсто Петков Мисирков 1903 година со книгата за македонски работи, кај што тој предлага нешто што треба да биде македонска нација. Нели, тој бара да се формира македонски мирет, што значи македонска нација според денешни стандарди. Меѓутоа, што е интересното, кога Крсто Петков Мисирков ја пишува таа книга 1903 година, ни еден друг македонски интелектуалец не му ја поддржува идејата. Ниту еден револуционер. Живи се сите тие, Даме, Ѓорче, никој, нема ни еден што ја поддржува идејата. Дури Даме Груев го осудува на смрт, затоа што во Битолски, во неговиот район му е. Го осудува на смрт и Крсто Петков Мисирков бега. Значи, таа идеја практично тогаш на некој начин умира. Сега, доаѓаме после меѓу двете светски војни. Имаме нова ситуација, нови трагедии, Балкански војни, Прва светска војна. Целата приказна за кодификацијата на македонската нација е од Бугарската комунистичка партија. Сега многу во Бугарија ќе ме замразат, меѓутоа треба да ја знаат вистината. А се може и ќе оттегдајте. Сега кој да може да види повеќе. Не, затоа што веќе претеруваат со нивните измислувања на некои работи. Значи јас пак ќе кажам. Пуштат се некој ламбел. Јас сметам дека нашата историја има премногу општи моменти. Меѓутоа, оваа кодификација почнува меѓу двете светски војни. Прв, таткото на Бугарската социјалистичка партија Димитар Благоев во еден говор во парламентот 21-22 година вели јас сум словен од Македонија. И тоа е на некој начин првото, така како да кажам, декларирање во таа насока. 24 година се формира ВМРО Обединета. ВМРО Обединета, ако ги гледате документите на ВМРО Обединета и изјавите на нивните политичари, тие исто така зборуваат за бугари во Македонија. Меѓутоа, се повеќе и повеќе во нивните весници, во нивните настапи се употребува зборот македонски народ, нема веќе бугарски народ, туку македонски народ се форсира до максимум. 31 година Коминтерната отвара една дискусија во рамките на Коминтерната за дали има потреба да се формираат нови нации во Европа и на таква дискусија. Тито Абер нема. Тито нема Абер. Тито го нема нигде. Никој не го знае. Значи, пазете, од меѓу двете светски војни, главни во бугарската во Коминтерната се двајца бугари. Васил Коларов и Ѓорги Димитров. Прво е председател Васил Коларов, после е Ѓорги Димитров. Ѓорги Димитров е многу јака личност. Голема звезда. Крема востание, 23-та, организира најголем атентат во Европа, приказната со растегот. Го измислува така наречениот формирање на национални фронтови. Знаете, тоа што е, да речеме, во Шпанија, што не победуваат комунистите, туку левите сили. До тоа било комунисти, само комунисти. Ѓорги Димитров го измислува идејата за национални фронтови. Тоа значи вика, сите леви сили, па дури од центарот, ако сакаат да соработуваат со комунистите, ќе ги соберете да бидат со вас. И така победува Шпанија комунистичката партија. Има комунистичка партија во Америка, има комунистичка партија во Шпанија, има комунистичка партија Франција. Пикасо бил, не знам, Чарли Чаплин, значи дури се судени дел од нив. Стигматизирани од јавноста. И сега вака. Се извинам, Ѓоргиски. Еми Маленков, македонска линија. Иван Карајанов со потекло кој инструктор на Тито, значи ние имаме една драматична македонска линија во Москва во комунистичната. 30% од раководниот кадар се бугарски комунисти во Коминтерната. Сега ние ќе раскажуваме приказни, Коминтерната, Тито на Коминтерната и кажа. Со присуство на бугарите. Југославија во тоа време, Југославенската комунистичка партија е во тешки фракционерски борби.
во кој меѓу другото и Тито има своја улога. замешаност улога, нели сега му вадат дека ги кодошел, ги шпионирал. Нели судерна левица, крлежа, конфликтите што се така е, да. Ние сме ги учеле по историјата работи. Југословенската комунистичка партија не е принесена према силата на Бугарската комунистичка партија во тоа време. Значи бугарите го удират соклето на формирање во наводници. Значи не може, тоа е нешто што не сакам да им го дадам на бугарската историографија и треба да си ја признаат отворено таа грешка. И ако е грешка, ја не мислам дека е грешка, ја мислам дека тоа може да биде нешто што не сближува, меѓутоа тие викаат дека е грешка. Они во основа ги виделе процесите. Да. Виделе во кој правец одат процесите. Така, сега. Георгиевски сам се извинувам. Да. Има расправа и во големите масонски ложи, то Ненезич, покојни Ненезич, го дава во негови книги масони, прв, втор дел и така натаму, дека некаде 28-29, значи крајот на 20-тите, почеток на 30-тите години, масоните расправат за две држави, едната Македонија и втората Стара Србија или Косово. И двете држави се формираат. Значи, големите структури, големите сили ги гледаат процесите, не дека тие наредиле. Тука едноставно информациите од теренот доаѓаат и кажуваат дека тамо нешто ферментира, се случува. Сега Васко. 31 година го распишува таа дискусија коминтерната, 32 Бугарската комунистичка партија праќа известување до коминтерната заедно со ВМРО Обединета дека има услови за формирање на македонска нација. Љубиша Ристич, јас уживам во интервју со Љубиша Ристич. Веројатно тоа се едни од 10, 15, 20 најдобри интервјуи кои ги правам во мојата кариера. Како што уживам во интервју со Љупчо Ѓорѓиевски. Вториот дел на интервјуто со Љупчо Ѓорѓиевски, кој беше емитувано во неделата, гледав во топ 5 или топ 10 интервјуи кои јас сум ги направил. Заедно со интервјуто со Љупчо Ѓорѓиевски од 2010 година. Кој е Љубиша Ристич? Не само што е одличен или најдобар театарски режисер на просторот на поранешна СФР Југославија, кога вие се воодушевувавте со Маџели кој режираше во Македонија, ја секој сум сметал дека Љубиша Ристич е на врвот. Па има 10 празни места, па доаѓа Маџели или било кој друг режисер, театарски или филмски режисер на просторот на поранешна СФР Југославија. Татко му е генерал, дел на структурите на безбедносните сили на поранешна СФР Југославија. Со потекло од Приштина, а по мајчина страна со потекло од Охрид. Ги знае работите. Единствен кој сваќа дека источното прашање или македонското прашање, клучното американско прашање и секојаш поради источното прашање американците влекуваат во војна, дали во првата, дали во втората светска војна на територијата на Европа. Бидејќи е клучно македонското прашање, неговото легендарно интервју во Дуга некаде крајот на 80-тите години кај што вели дека прво американците ќе се стационират или ќе се искрцат, ќе се истоварат на територијата на Македонија после распадот на СФР Југославија, тоа е нешто кое се реализираше наредните 30 години. Љубиша Ристич е човек кој не само што ги гледа процесите, туку и ги знае процесите. Учествувал многу процеси. Бил на чело на југословенска левица, кога тоа беше партија на Мира Марковиќ. Тој човекот кој седи во втората или во другата соба кога го апсат или кога преговараат со Слободан Милошевиќ. И тоа што македонската јавност не го знае, а мислам дека не го знае ниту балканската, југословенската или екс-југословенската јавност, дека Љубиша Ристич е авторот на таа стратегија на српски свет. Дека Александар Раковиќ само е реализатор на целата таа стратегија. Александар Вулин е само реализатор на таа стратегија. Тие потекло од едно исто милје, еден исти шинел. Љубиша Ристич е таткото на тој проект на српски свет, кој всушност треба да биде претходница на некое решавање на југословенското или јужнословенското прашање. Има две линии во српската политика изминатите 100 или 200 години. Тоа е многу битно да го знаете, почитувани гледачи. Едната линија која смета дека Србија треба да излези на Црна Гора, Босна и Херцеговина и Дубровник, бидејќи Дубровник секоја се сметаше како град каде што летува српската буржуазија, српската елита, па и Коча Поповиќ крајот на својот живот го дочекува во Дубровник, кога е во политички екзил живее во Дубровник, и вториот крак на српската политика која смета дека Вардарско-Моравската долина, излезот во Драч, излезот во Солун и контрола на целиот тој процес е геополитички стратешки интерес на Србија. Љубиша Ристич е дел на таа структура и всушност таа структура секојаш ко доминира со српската или со југословенската политика, бидејќи Ристич е еден од оние играчи заедно со Вук Драшко и целата екипа која смета дека најголемата српска инвестиција во историјата била поранешна Југославија.
дека тоа била најголема српска држава после државата на цар Душан и дека геополитичките интереси на србите биле најдобро реализирани, застапени и остварени во рамки на таа голема Југославија. Интервју со Љубиша Ристич 37 минути. Го дефинирав или работа наслов има најстрого чуваната тајна на СФР. Погледнете овие 37 минути и ќе ви стане јасно зошто е тоа најстрого чуваната тајна на поранешна СФР. Љубиша Ристич, човек кој многу знае. Втор, трет пат беневам. Ko mnogo zna, mnogo će da pati. To mi je rekao moj otac kad sam bio mali. Тој не погреши. Точна дефиниција има дадено. Остана еден дел. Јосип Броз Тито, кој вие го цените, го почитувате, кој јас имавме еден разговор пред 15 години, тоа беше со една камера, бета камера, и тоа не остана во архивите, а е добро да остане во архивите. Разговорот го снеме на 24 мај, кога Српската православна црква побара нели автокефалност на Македонската православна црква, ми се чини последното прашање Србија и Македонија што ни маршалот Тито го немаше решено. Ни Јосип Броз Тито не успеа да го реши. Pa ne znam da li je rešavao uopšte, to je stvar koju se ja mnogo ne razumem. To su ta crkvena pitanja. Nema smisla da mi ateisti govorimo o crkvenim pitanjima, ali verovatno to je stvar koja zanima mnogo ljudi, jer to nije samo crkveno, to je političko pitanje. To je pitanje vezano za stvaranje tog čitavog koncepta makedonske države, nacije i tako dalje. Sve ono što se događalo kroz istoriju Jugoslavije, od kako je ona nastala u onom prvom periodu kao kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, gde u Makedoncima nije bilo govora, ali ipak je to ishod Prvog Balkanskog rata, a naročito Drugog Balkanskog rata, znači celog rata koji je vođen u stvari oko Makedonije. Rata koji je zapravo završio se tako da je Makedonija podeljena na 3 Makedonije, na Egejsku, Pirinsku i Vardarsku Makedoniju, s tim što niko od te 3 države, znači ni Srbija, ni Bugarska, ni Grčka nisu priznavale Makedoniju, nego su smatrali da je to Grčka Makedonija, da je to Bugarska Makedonija, da je to Srpska Makedonija, znači tek sa Jugoslavijom pojavit će se ideja o tome da bar u Vardarskoj Makedoniji nastaje nešto što se smatra makedonskom državom. Jeste po poteglu po majko od Ohrid. Da, mi smo stara ohridska porodica. Tamo je Vladika Velimirović, jedan od najgrandiozните владици на Српската православна црква, клучен во некој период на историјата? Мене Владика Велимировиć više zanima zbog njegove uloge u istoriji. Ne crkve, nego u istoriji srpske i jugoslovenske države, Evrope i tako dalje. To je jedna neverovatna ličnost o kojoj iz raznih razloga danas postoje protivrečne, nejasne koncepcije, ocene njegovog života, rada, uticaja i tako dalje. Većina ljudi ne zna uopšte da je on bio vrlo istaknuti član organizacije Ujedinjenje ili smrt. To će reći ta Crna ruka, kako se to zvalo, jel? Crnorukaši. Je, Crnorukci, da. On je s druge strane jedan neverovatan intelektualac koji je dvostruki doktor. On je doktorirao na Starokatoličkom univerzitetu u Bernu. Doktorirao je na nemačkom i na francuskom jeziku. Bio je savršeni poznavalac engleskog jezika. Čuveni su njegovi govori na godišnjici Šekspirove smrti u Londonu, kada se skupilo 500-800 najvećih svetskih intelektualaca, gde je glavna zvezda bio Nikolaj Velimirović sa svojim govorom. On je čovek koji je imao jednu neverovatnu ulogu u raznim krupnim istorijskim događajima, najkrupnijim kad je Balkan u pitanju. On je, između ostalog, bio veoma blizak sa jednim drugim značajnim
možda jedan od najznačajnijih intelektualaca jugoistoka Evrope, to je Dimitrije Mitrinović, nazvan Mita Dinamita. Mita Dinamita je čovek koji je bio osnivač časopisa u kojem je prve pesme objavio Ivo Andrić. Ivo Andrić ima na jednom mestu piše, kaže, dobio sam razrednicu, pisao mi je Mitrinović. Pa hvali se. Andrić kaže, piše mi, kaže, čitajte Vitmena i učite engleski. Mita Dinamita ili Dimitrije Mitrinović je čovek koji je napravio prvi katalog i otvorio izložbu i napisao predgovor u katalogu za izložbu Blaureitera, Plavog jahača u Minhenu. Svi ti Kandinski i ostali, to su ljudi koji su od njega učili o modernoj umetnosti. On je, ono što većina ljudi ništa ne zna o tome, zapravo bio šef vojnog krila Mlade Bosne. Onog vojnog krila Mlade Bosne koja stoji iza atentata na Franca Ferdinanda. I početok na Prvata svjetska vojna. Pa, dobro, to je sad jedna priča. Svi smatraju da je Apis stajao iza tog atentata, u stvari preće biti da je Mlada Bosna tu igrala mnogo veću ulogu. Apisovi ljudi su dali takođe oružje, takođe pomagali i tako dalje, ali ključan je Mitrinović koji onog časa, to pričam zbog Velimirovića, onog časa kad je izvršen atentat u Sarajevu, za koji su očigledno znali austrijska i nemačka policija i dopustili da se to desi, jer to je njima trebalo kao izgovor za početak rata. Mitrinović je imao, pošto su ga odmah tražili, znali su oni tačno ko je on je imao izbor da beži iz Minhena, da ide za Rusiju, za Moskvu, ili da ide za Sankt Petersburg, ili da ide za Pariz. I upravo Velimirović mu je rekao, ne, beži, idi za London. A Velimirović je čovek na čijoj knjizi su se zakleli Mladobosanci pre polaska na atentat. Na grobu Žerajića, na knjizi Nikolaja Velimirovića, oni su se zakleli da će izvršiti taj atentat. Ta dvojica, Nikolaj Velimirović i Dimitrije Mitrinović, u Londonu, čim je počeo rat, zapravo, ultimatum, atentat je bio 28. juna, ultimatum je bio 28. jula i rat je počeo 28. avgusta, valjda. U ta 2 meseca je Mitrinović otišao za London, gde se povezao sa čovekom koji se zvao Oraž. Taj Oraž, on je bio urednik časopisa New Age. Taj čuveni časopis New Age, tada najznačajniji časopis u Evropi, je osnovalo Fabijansko društvo, George Bernard Shaw i ti engleski socijalisti. Oraž je to uređivao. U sledećih 3 godine će Dimitrij Mitrinović objaviti 40 tekstova, postaće glavni autor u časopisu New Age. On će prvi spomenuti ideju Ujedinjene Evrope. Ta Evropska unija o kojoj danas svi pričaju, to je originalna ideja Dimitrija Mitrinovića, objavljena u časopisu New Age u Londonu u toku Prvog svjetskog rata. A Nikolaj Velimirović će iz Londona, onoga časa kada počne rat, znači posle atentata, nakon ultimatuma, naći će se u Srbiji i imamo sad jedan kuriozitet. 300 metara od mesta gde mi razgovaramo. Mi sedimo u staroj šećerani na Čukarici u Beogradu preko puta Ade Ciganlije. A Nikolaj Velimirović se pridružuje takozvanom četničkom posavskom odredu iz Šapca, koji drži poziciju na Adi Ciganliji, u rovovima. Austrijanci su preko s druge strane Save i odande artiljerijom gađaju upravo veliku fabriku šećera ovde, koja je utvrđenje zapravo, i tu u stvari počinje rat, Prvi svetski rat. Nikolaj Velimirović se spušta niz reku Savu u čamcima sa borcima iz tog posavskog odreda i ulazi u Dunav i pored velikog ratnog ostrva stiže
i zauzima austrijski garnizon u Zemunu. Dok su svi Austrijanci ovamo i gađaju Beograd sa ove strane Save, oni ostavili prazan garnizon koji je Nikolaj Velimirović sa ovim svojim borcima iz Posavskog odreda zauzima, verovatno izdržavaju tu 10 sati ili 24 sata ili 2 dana, ne znam šta, poteraju ih Austrijanci i oni se vrate ovamo. Tako on počinje zapravo odmah učešće u Prvom svjetskom ratu. Pre toga ide cela ta epopeja sa Mitrinovićem, sa svim tim mladobosancima, svim tim stvarima, ali kad njih dvojica dolaze u London, tu sada počinje bitka i borba za ono što bismo mi danas zvali lobiranje, propaganda, te stvari u tom ratu između Srbije i Austrije. To je sve nakon balkanskih ratova, nakon svega što se događalo. I oni organizuju jednu grupu intelektualaca, među kojima su ključni dr. Slavko Grujić, koji je sekretar Ministarstva spoljnih poslova Srbije. To je onaj čovjek koji će primiti ultimatum sarajevski 28. jula, koji će prevesti to Pašiću i prevesti odgovor koji će biti poslat Austriji na taj ultimatum. On je inače muž Mabel Grujić, jedne vrlo značajne Amerikanke koja je učestvovala veoma intenzivno u poslovima veza između Srbije i Zapada u to vreme, Amerike, Engleske i tako dalje. I Slavko Grujić, zatim istoričar Jefto Dedijer, također Crnorukac, otac Vladimira i Stevana Dedijera. Oni će organizovati u Atini, organizovat će u Bernu, u Švajcarskoj, think tank koji će se baviti izmišljanjem i smišljanjem načina kako će se propagirati cela ta stvar, pomoć Srbiji u toj borbi, ratu sa Austrijom i sve ostale stvari, ali to spominjem zbog toga što je u jednom trenutku Mitrinović poslao pismo Pašiću iz Londona. Pašić je bio tada u Nišu sa Vladom. I napisao mu je, ima to pismo, postoji, objavit će ga Bisenić u knjizi kad ta knjiga konačno izađe, gde kaže predsjedniku vlade Srbije, piše u to vreme i kaže, mi ovde, kaže, u Londonu radimo i on traži od njega da ga zaposli, Pašić će pristati da ga zaposli pri ambasadi u Londonu, poslanstvu, ali on traži od njega da ga Pašić pošalje za Ameriku, jer kaže, mi sve ovde što radimo, svi mi, kaže, to nije dovoljno. Naša stvar odlučit će se u Americi. I mi moramo da idemo u Ameriku, da tamo pridobijamo politiku i ljude, i intelektualce, i vojsku i sve ostale za našu stvar. Međutim, Slavko Grujić, koji nije voleo da mu se Mitrinović dinamita, jedan nevjerovatan čovjek, potpuno kada ga vidite tu fotografiju, odmah shvatite zašto je Slavko Grujić odlučio da ne pušta njega blizu svoje žene, lepotice Mabel Grujić, Gordon Grujić, nego je odlučio da ipak valdika Nikolaj Velimirović ide za Ameriku i on tokom 15. godine i 16. godine drži na 140 ili 160, više ne znam tačno, mesta, drži govore na raznim skupovima gde se sakupljaju prilozi za vojsku, skupljaju dobrovoljci i tako dalje. I sa njim, kao liaison officer, kao oficir za vezu koju daje američka vojska toj grupi koji je Nikolaj Velimirović glavni, a tu ima i još nekoliko srpskih oficira koji idu iz grada u grad po celoj Americi, tu će se zapravo prvi put pojaviti Mabel Grujić, će ga uključiti u tu stvar, neko ko će biti verovatno najznačajniji čovek američke diplomatije i obaveštene zajednice od tada, od Prvog svjetskog rata do negde, hajde da kažemo, posljednji put je bio u Beogradu na Beogradskoj konferenciji 1961. godine. On se zvao Hamilton Fish Armstrong i bio je 50 godina direktor, kodirektor i koizdavač prvo, pa zatim direktor i izdavač, glavni urednik časopisa Foreign Affairs.
To je čovjek koji je napravio američku obaveštajnu zajednicu, napravio američku diplomatiju, čovjek koji je sve to vrijeme bio sekretar društva koje se zvalo Serbian Aid Fund, Srpsko-američko društvo prijateljstva, početak čitave istorije odnosa Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, zatim Jugoslavije i Sjedinjenih Američkih Država, i u vreme Pašića, i u vreme Aleksandra Karađorđevića, i u vreme Josipa Broza. Hamilton Fish Armstrong je ključni čovjek koji to povezuje. Se provlikува. Ne, povezuje. Velimirović... Ima najveća odlikovanja i Kraljevine Jugoslavije i Titove Jugoslavije. Velimirović mi se pojavува kaj 27. mart. Jeste, da. Ono što se još ne zna, što će izaći kad se pojave dokumenti, to je cela ta stalno uvrežena priča. Naši istoričari, moram da kažem, većina njih, najvećih naših istoričara koji su pisali o periodu Prvog svjetskog rata, između ratova i tako dalje, znaju engleski vrlo malo, i skoro niko od njih. Znaju nemački, znaju ruski, znaju francuski, ali dva ključna jezika za našu istoriju ne znaju, a to je engleski i turski. Sva naša istorija se nalazi u Istanbulu, u arhivima, i nalazi se u National Archives u Vašingtonu. Naši istoričari, i oni najistaknuti i najbolji koji su pisali o tim stvarima, nikada nisu konsultovali izvore u ta dva ključna arhiva. Tek sada dolaze ti dokumenti, ta svedočanstva i te stvari koja objašnjavaju pravu pozadinu tih stvari. Zato kod nas istoričari mrtvi ladni govore takve gluposti kao to da su Englezi organizovali 27. mart. Oni ne znaju ključnu stvar, da je 27. mart organizovan, da su ključni ljudi 27. marta, s jedne strane Wild Bill Donovan, to je William Donovan, američki pukovnik koji je bio osnivač i šef američke vojne obavještajne službe OSS. On je dolazio u Beograd, o tome piše vojni ataše u Andrićevoj ambasadi u Berlinu, Vauchnik, Slovenac, on piše o tome kako je Donovan dolazio u Beograd. Ni on ne zna tačno zašto je dolazio, kako je dolazio, s kim se viđao i gde je bio, ali mi smo utvrdili, znamo koga je on sreo, koga je video i zašto. Oni su tada, Amerikanci, koristili engleske resurse, ono što kažu assets. To su razni korumpirani političari u Srbiji, u Beogradu, i u Zagrebu, i u Ljubljani, i svuda, koje su Englezi plaćali. Od zemljoradničke stranke pa nadalje. Zatim oficire u vojsci, sve ove Simoviće, Mirkoviće, sve ove razne vazduhoplovne organizatore puča i tako dalje. Oni su zaista bili na engleskoj plati, što bi se reklo. Ali, iza svega toga stoji dogovor između Moskve, Vašingtona, i to je uloga Srpskog kluba, čiji je predsjednik Slobodan Jovanović, koji će biti predsjednik izbegličke vlade. Tu je odluka o tome da Komunistička partija Jugoslavije izađe iz ilegale, da se pojavi na ulicama 27. marta nakon puča. To je dogovor između Hamilton Fish Armstronga, Donovana i Tita u takozvanoj amerikanskom domu u Selcu kod Crikvenice. O tome je svedočila Herta Haas, Titova supruga iz tog vremena, koja kaže da je tada, 40. godine, u jednom trenutku sa Titom otišla u Selce. U Selcu je bilo nekoliko kuća i amerikanski dom. Taj amerikanski dom, to je odmaralište, zapravo letovalište za decu, orphans, kaže, to su siročići srpskih oficira i vojnika iz Balkanskih ratova i Prvog svjetskog rata, koje su sagradili Mabel Grujić i Hamilton Fish Armstrong i Serbian Aid Fund. To je isti taj fond koji je animirao Carnegie da da novac za univerzitetsku biblioteku u Beogradu i razne druge stvari koje su oni radili, ali u tom amerikanskom domu, gde se svako jutro dizala američka i jugoslovenska zastava, gde se pevala američka himna, su letovala deca Aleksandra Karađorđevića, na primer, i
u tom malom selcu kod Crikvenice su se pojavili tada, 40. godine, Tito i njegova žena Herta Haas i izgleda, Herta kaže, on je odlazio ujutru i vraćao se uveče, ne zna, kaže, gde je bio, s kim je razgovarao, nije ništa govorio o tome, ali mi znamo da su tamo bili sigurno Donovan, a verovatno i Hamilton Fish Armstrong. Pozadina tog susreta jeste zapravo zahtev Amerikanaca Sovjetskom savezu, koji je, kao i cela mreža Kominterne u svetu, radio najnapornije da Sjedinjene Američke Države uđu u rat. I da, verovatno, izbijanje rata na Pacifiku može da oslobodi sovjetske snage koje su u Sibiru očekujući japanski napad. One mogu da se oslobode, da pređu, da brane front na Leningradu, na Moskvi i na Stalingradu. Sovjetski savez, koji u to vreme ima pakt sa Hitlerom, koji zna da će doći do rata, cela ta papazjanija današnjih istoričara koji imaju svoje verzije prilagođene sadašnjim potrebama, sve to pada u vodu na prostim činjenicama da je i Zorge javljao iz Japana, da je i Crveni orkestar iz Švajcarske javljao, da su svi znali i datum napada na Sovjetski savez i datum napada na Pearl Harbor. I da su dozvolili da se to desi. I da je nakon izbijanja rata na Pacifiku mogla da se rešava čitavo zaustavljanje ofanzive Nemačke na Moskvu, na Stalingrad i na Leningrad. Ali pozadina cele stvari je bila to da uporni sovjetski zahtevi da Amerika pomogli da uđe u rat su nailazili na odgovore Sjedinjenih Američkih Država da u Evropi ne postoji ni jedna tačka otpora. 1939. godine je pala Poljska, pa pala Francuska, pa je Engleska bačena u vodu na Dunkerku, pa je redom pala, dobro, sve ove srednjoevropske zemlje, i Čekoslovačka, i Anšlus u Austriji, sve ostalo, ali i Holandija, ali i Belgija, ali, naravno, Francuska, najveća od svih, postaje kvislinška zemlja, u stvari, pola Francuske je okupirano, gornji deo Francuske, a donji deo Francuske je Višijevska Francuska, kvislinška. Znači, sve to, uključujući okupaciju Norveške, Danske, Skandinavije, sve to, Amerikanci odgovaraju Sovjetskom savezu, u Evropi ne postoji ni jedna tačka otpora. Organizujte u Evropi negde neku tačku otpora da bismo mi mogli da uopšte intervenišemo i da se umešamo u evropski rat. U ovom času nema nikakve nigde, sve su to kvislinške i fašističke zemlje. Španija, Portugal, Italija, Bugarska, u Rumuniji isto tako će doći do Antonesko i tako da. Znači nema nigde. Moskva daje Tita. Moskva. I Komunističku partiju Jugoslavije, na vezu Donovanu, i taj dogovor pada u selcu kod Crikvenice 40. godine. Poslije toga Tito iz selca kod Crikvenice putuje za Pariz. Tamo u Parizu je Zdenka Kidrić i partijska ćelija, cela obaveštajna i bezbednosna glavna jedinica partije, koja je u Parizu, to je ta knjižara u Parizu i tako dalje. Zdenka Kidrić koji je ključni bezbednjak partije od tada pa do kraja, dok nije umrla. To je Hertina najbolja prijateljica, Herta Haas, obje su Slovenke. Žena na Borisa Kidrića. Imamo srednjo ekonomsko učilište u Skopje, Boris Kidrić. Tako je, ona je bila šef i Borisu Kidriću i svima njima. Znači, Tito ide iz selca kod Crikvenice, ide za Pariz. Iz Pariza, nakon tog tu razjašnjenja, ide za Moskvu. U Moskvi, iz Moskve, ide za Istanbul. U Istanbulu se održava ključni sastanak između sovjetskih, američkih obaveštajaca i tom sastanku prisustvuju Tito, koji tamo provodi 2-3 meseca, ali izgleda i Draža Mihajlović, koji je bio sovjetski saradnik, još kao vojni ataše u Bugarskoj i kao šef obaveštajne službe Jugoslovenske armije, Draža Mihajlović. Tamo se sklapa sporazum o tome da će se dići ustanak. Tito treba da se vrati iz Istanbula, da se vrati u zemlju i on se vraća
kao kanadski inženjer Spiridon Mekas, koji ima kartu za brod iz Dženove za Kanadu. On putuje Orient Expressom iz Istanbula, nakon svih tih dogovora i sastanaka u Istanbulu, on se vraća u vozu, u kupeu, sa njim sedi jedna drugarica, jedna žena naoružana koja je njegov telohranitelj. I on stiže na kolodvor u Zagrebu i izlazi napolje da kupi limunadu, neke pogačice i valjda novine, i ona donosi njegovu torbu, njegov mantil, i tako se Tito vraća u zemlju. On ne može da krene iz Istanbula za zemlju dok mu Vladimir Velebit, koga tada prvi put upoznaje, a koga je odabrala Herta Haas, kad je Tito tražio da neko dođe, donese mu novac i pasoš novi u kojem neće biti pečati iz Moskve. Na tom pasošu s kojim je on doputovao iz Pariza u Moskvu, pa iz Moskve u Istanbul. Vladimir Velebit će biti čovek koji će odneti Titu pasoš i novac u Istanbul. S tim pasošem on će ući u zemlju, tobož putujući za Italiju, za Dženovu, pa za Kanadu, u stvari tu će tako se Tito vrati u zemlju. Od tog trenutka počinje organizacija onoga što mi znamo kao 27. mart. Znači, na američki zahtev, uz saglasnost Moskve, određena Komunistička partija Jugoslavije da sa srpskim klubom, a to su ovi ljudi, Slobodan Jovanović, tu je Nikolaj Velimirović, tu je cela ta ekipa koja stoji iza, u stvari, duboko u pozadini iza svih događaja. Ta misterija, zašto se Komunistička partija Jugoslavije pojavila na ulicama posle 20 ili koliko već godina, nešto manje, ilegale i tako dalje, zašto Tempo govori na Slavi, zašto, ne znam, Rifat Burđević govori kod pravnog fakulteta, zašto Đilas govori ne znam gde, ta misterija je vrlo jednostavna. Oni to rade po zadatku Kominterne, u Titovim dogovorom, sa Titovim dogovorom i sa Moskvom i Vašingtonom, i sad tu počinje ona misterija. Može li Paris i knjižara v Paris? To Rodoljub Čalaković go piše во своите мемуари. Би сакал за, ајде условно речено, македонската врска. Иван Карајанов, Ѓорги Димитров, во улогата на Јосип Брос Тито Маленков, нели втор човек, заменик на... Јесте, да. Има ли македонска врска во Тито, во неговото делување, во сваќањето на Тито дека, како вие го велите, источното прашање, односно македонското прашање е клучно за Америка? Тогаш? Pa da, i uvek. I dan danas. I сега. I uvek i sada. I tu je cela priča, ceo koncept Balkanske federacije koji razvijaju Tito i Dimitrov. Cela ta priča, to je ono što Stalin neće. A Stalin to neće zato što neće Tita na čelu te federacije. U tome je cela priča. Mislim, ima tu u istoriji nekoliko tačaka koje su sporne. Uj, Karajanov je instruktor na Tito, така? Pa, to mi ne znamo tačno, to će se jednog dana... Bila дека je poteklo od Kočani Ivan Karajanov. Jeste, kada otvore arhive kompletne u Rusiji, onda u Sovjetskog saveza arhive, mi ćemo znati te stvari. Tije detalje. Jeste, ali suština je u nečem drugom. Kada govorimo o tome, o 27. martu i tome što se desilo, to je i simbolična i stvarna tačka pojave otpora u Evropi. Nigde drugde. Prva. I to na američki zahtev u organizaciji Moskve. Tito je čovek središnji u toj stvari, Komunistička partija Jugoslavije, koju je Tito napravio u tom periodu, od 37. kad je došao. To je potpuno nova partija. Ta partija nije postojala pred dolaska Tita. To su bile frakcijske borbe. To je cela priča ovih ljudi koji će stradati u čistkama. To se Gordi, celata ta ekipa prethodna. Gorkić je Čeh, to je Čižinski, onda Sivan Marković, onda svi ti hrvatski komunisti, srpski komunisti, crnogorski komunisti u Moskvi koji će stradati u svim tim čistkama i tako dalje. Kad Tito dolazi u Jugoslaviju, on ilazi na jednu potpuno partiju koja je u užasnom stanju. To je partija koju Moskva i Komintern hoće da ukine zbog čitave situacije. Partija užasno strada. 7 sekretara Skoja policija hapsi i ubija.
provale su stalno svuda, svuda u centrima, u Zagrebu. 1941. godine više neće postojati partija. U Srbiji najveći industrijski centar, u Kragujevac ima 15 možda komunista, članova partije. Na Robiji se vode frakcijske borbe, ta cela likvidacija, Petko Miletić, kandidature, ko su kandidati. To je užasna jedna situacija koju Tito razrešava tako što on praktično likvidira tu partiju. I pravi partiju, zapravo, danas se slobodno može reći od 5000 skojevaca sa Beogradskog univerziteta. Ne postoje organizacije, 1941. se raspada organizacija u Zagrebu, koju uzimaju pod svoje ruski bezbednjaci koji su na vezi sa Gestapom, Srebrenjak i ostali. U Srbiji su provaljene i razbijene organizacije. U Makedoniji znate šta se događa sa Šatorovim, sa svima. Svuda, na sve strane, i Tito u te 38. 39. 60. godine on priprema partiju za stvari koje će se dogoditi. I to, vrlo interesantno, sad ću jedan detalj da vam ispričam koji je vrlo važan. U to vreme se sklapa sporazum Ribbentrop-Molotov. Znači, to je ono zbog čega nastaje haos potpuni u komunističkim partijama, koje su sve agenture kominterne zapravo, ali u času kada Sovjetski savez ima taj pakt o napadanju, o saradnji sa Trećim rajhom, to je ono što će proizvesti ulazak Sovjetskog saveza u Finsku, ulazak u Poljsku, Nemaca, cela ta papazjanija, pozadi ide nešto drugo, o čemu se reči Krleža. Kad je Krleža umro, tog dana, ja sam bio kod Enesa Čengića, sa Raditom Šerbeđem, zajedno smo otišli kod Enesa, koji je bio predstavnik Sarajevskog ovog izdavačkog preduzeća kome je Krleža dao da izdaje njegova sabrana dela. I Enes Čengić je jedan divan stariji čovek koji i njegova žena, oni su brinuli o Krleži i o Beli, njegovoj supruzi, do posljednjih dana. I kad je Krleža umro, Rade i ja odemo kod Enesa kući i njegova žena nam skuva kafu, a Enes priča kako je upravo bio, okupao Krležu, obukao ga u odelo kojim će biti sahranjen i plače Enes i priča tu stvar. I zvoni telefon. I javlja se Predrag Matvejević. I kaže, pita, žena Enesova se javlja na telefon i iz razgovora čujemo, on pita ko je tu, ona mu kaže da su Rade i Ljubiša tu i on kaže da dođem na telefon. Predrag traži da ja dođem na telefon. Ja dođem na telefon i kaže, Predrag, molim te, da li možeš doći u Kavkaz popodne, ajde u 4, molim te. Ja kažem, dobro, doći ću, šta je? To je prosto već oko ručka. Doći, ima nešto važno da ti pokažem. Dobro, ja odem u Kavkaz i tu dve stvari, onu stvar oko Meksika i oko Mustafa Golubića, to neću da vam pričam, ali pričam ovu drugu stvar zbog koje me je zvao, kaže da ti nešto pustim da čuješ. Šta da čujem? Kaže, godinu dana zvao me Fritz Krleža da dođem da ponesem magnetofon na moje zaprepašćenje, jer on nikad nije dao da ga snimaju. Mrzao je da ga snimaju kamerom, a pogotovo magnetofonom. Nego ako nešto razgovaraš s njim, onda on traži da ti to pišeš olovkom, jer on se boji tih sprava. Te su mu sprave, mislim. I kaže, Predrag, izričito mi je naglasio da dođem sa magnetofonom, jer hoće nešto da mi kaže u mikrofon. Ja, kaže, ponesem, odem, kaže, na radio i uzem uher, jedan mali, onaj magnetofon, odem kod njega i on, kaže, mi u magnetofon ispriča, to ću ja, kaže, da objavim, ali, kaže, hoću da ti čuješ, pre nego što objavim. Krleža priča Matvejeviću kako je pred rat 40. godine, znači, to je posle ovog svega što se događalo, pre 27. marta, Tito traži od Krleže da dođe na sastanak s njim, generalni sekretar partije traži od Krleže da dođe na sastanak s njim. Gde se sastaju? U Šestinama, to je ispod Sljemena, tamo gde su ona sela i oni restorani. I oni čitavo popodne, u stvari već prepodne su se našli, hodali su satima po tim livadama tamo i šumarcima ispod Sljemena i razgovarali o celoj stvari. Krleža svedoči kako je tada njemu Tito rekao
da mora odmah da prestane ona čuvena rasprava na levici, sukob na levici, Krležin obračun sa ovim dogmatskom strujom u partiji, optužbe protiv Krleža da je on trockista, pa iza toga izađe Krležin, onaj dijalektički antibarbarus, tri ovna, Milovan, Đilas, Jovan Popović i Radovan Zogović i sve što im je Krleža napravio u toj polemici katastrofalno ih unakazio i tako dalje. I teo progon svih ovih saradnika pečata, ne znam, tu je Koča Popović objavio pesme, tu je cela Oskar Davičo, Hana, njegove objavljene u pečatu i tako dalje. I Tito traži da se to istog trenutka završi. Jer kaže, to partiji šteti, partija nema nikakve koristi od toga, partijski intelektualci ne mogu da se spore sa Krležom i sa pečatovcima, jel? To mora istog časa da prestane, jer, kaže Tito, partija mora da se priprema za rat protiv nacizma. Krleža zapanjen ga pita kako, kad Ribbentrop, Molotov, ne, kaže, to je sada, kaže, ali kaže, predstoji rat koji mora da se vodi protiv nacizma, partija mora da se sprema za to, kadrovi u partiji, organizacije, sve moraju da se spremaju za borbu protiv nacizma. Kaže Krleža, ja ga pitam, a što je sa sibirskim grobovima? Misleći na sve ove komuniste jugoslovenske koji su stradali u čistkama. Na to Tito njemu kaže, on Krleža to hoće da kaže Matvejeviću u telefon, u magnetofon, da to ostane zabeleženo. Kaže, o sibirskim grobovima ćemo kasnije, poslije, nakon rata, a sad je najvažnije pripremiti partiju za borbu protiv nacizma. I Krleža, pre Titove smrti, i pre svoje smrti, Tito će umreti 80. Krleža 82. traži od Matvejevića da to snimi. I na dan kad je Krleža umro, Matvejević mene zove u Kavkaz, kazališnu kavanu, da mi to pusti. Jer hoće da mi nešto ispriča drugo što ima veze sa Mustafom Golubićem, sa ubistvom Trockog, sa ne znam čije, nešto što sam, a to neću sad da pričam. Znači, cela ta stvar oko 27. marta, oko 41. oko ustanka, oko čitave te situacije je zapravo veoma drugačije od onoga što se kod nas misli, piše, govori sa uverenjem i tako dalje. Niko zapravo ozbiljno se time ne bavi. Kada Dragan Bistanić objavi svoju knjigu o američko-srpskim, američko-jugoslovenskim odnosima, ceo istorijat od početka veka pa kroz čitav 20. vek, tada će te stvari biti jasne jer je to sve u dokumentima. Ovo беше вечерашната емисија, ovo беше емисијата во Центар, јас сум Васко Евтов, почитувани гледачи. Уште 60 минути интервју со Љубиша Ристич, недела 22 часот. Како ЦИА и русите се договарат за Јосип Брос Тито. Како ЦИА одбира да застане на страна на Јосип Брос Тито, а не на страна на Дража Михайловиќ. Многу пикантерии. Гледате, сега беше спомната Херта Хас, беше спомната Зденка Кидрич. Тоа се грандиозни играчи, тоа се грандиозни жени. To se ženi ili ljude koje pišuvali jugoslovenskата ideja. So Ljubiša Ristić se zapoznam nekada pred 15 ili 20 godini. Imam intervju со Зоран Джинджич. Саша Аксентиевич е дел на протоколот на Зоран Джинджич. Незиниот татко Мирко Аксентиевич е долгогодишен дописник на Тањук од Африка и што е многу битно од регионот на Блискиот Исток. Првиот кој прави интервју со Јасер Арафат, на директна линија го има Јасер Арафат. Кога е она војна против палестинците, може да влезе во шаторот на Јасер Арафат кога сака. Знаете, во она Титово време, кога ќе бидете вие дописник на Тањук од Блискиот Исток, кога ќе ги имавте воспоставено односите со Јасер Арафат, со Јордан и така натаму, тоа вие вршевте главната разузнавачка ситуација, главната разузнавачка работа. Мирко Аксентиевич е еден голем играч. Подоцна беше пратен во Виена, пазете, внимавајте, Виена, кај што беше центарот на студената војна се до распадот на Варшавскиот пакт и се до распадот на она железна завеса која постоеше. И на тој начин јас ги воставам првите релации или првите контакти со Љубиша Ристич. Почнам да ја раскажа целата ова приказна која ја презентирав на вечерва и во недела во 22 часот. Тука е и Горан Матич, кој беше министер за информации во владата на Слободан Милошевиќ и беше координатор на сите служби во мандатот на Слободан Милошевиќ. Ја вади она афера, во рамките на таа афера апсен Југослав Петрушич како обид за атентат врз Слободан Милошевиќ.
И го прашувам Љубиша Ристич дали сето тоа кој го говорим и го кажуваме на маса може да биде снимено. Тога се уште не одеше емисијата во центар, го правевме некакви документарци. Не прифати на првиот. Не прифати на втората средба. Имавме 3 средби во Белград во тој временски период од неколку дена. Дури кога на третата средба почна да говори за Владко Велебит и кога тоа го кажуваше или го раскажуваше половина сат, на крај му кажа дека јас сум последниот кој има снимено интервју со Владко Велебит, прифати да го каже тоа што го кажува пред камерата на емисијата во центар. Така почна моето дружење со Љубиша Ристич, кој трае некаде повеќе од 15 години. Во недела ќе имаме втор дел на интервјуто со Љубиша Ристич, ќе е одлично да ми верувате. Останете со нас, се гледаме недела во 22 часот.